Сега тој развој како што се развиваше, луѓето многу психолошки зависности се создадоа кај луѓето, како што тоа беше со цигарите и со некои други дрогата и други некои супстанции или активности кои што кај човекот може да создадат зависност. На овој начин човекот најде извор, своето празно време кое што треба како одговорност да го создава, да работи, да биде активен во својот живот, тој го искористи со тоа што своите пари си ги даваше си ги дава за таа сателитска кабловска, да не ја зборуваме за тоа дека сето тоа создаде и некои други дополнителни идеи кај многу луѓе, па се создадоа и дополнителни услуги, да се купуваат дополнителни ТВ програми, како HBO, например, кои што се наводно многу и светски познати и расширени, како наводно современо кажано комерцијала, која што те вовлекува во светот, односно во оно што е во светот. Тоа се тие некои програми кои што се создадоа со психологија да го намалат човекот да станува се позависен од телевизорот, а сето тоа отвори врата пат кон современото зло, бидејќи нештата се променија. Сега ретко кој дури гледа телевизор, значи човекот наместо да биде зависен од телевизија, сега стана зависен од телефонот, од таблетот, од лаптопот. Сега она што мораше да запали кола од некаде и да се врати дома, па да запали телевизор и да гледа филм или нешто, сега се му е достапно на телефонот. И од тука дојдоа многу поголеми зла, кои што, например, ќе ви дадам неколку примери, кои што често може да се покажат. Се создадоа програми, ТВ програми, односно интернет програми, каде што ја имаат истата психологија и намера да го намамат човекот да биде активен и да гледа филмови. Меѓутоа, оно што е интересно е што, за разлика од порано, например, ако порано сме имале, ќе купиш филм и го гледаш целиот филм, ќе платиш телевизиски одредени канали и ќе имаш филм, ќе имаш нешто што можеш да го изгледаш од почеток до крај. Сега оно што е многу интересно е што буквално се прават програми на интернет да ги купуваш или да купуваш засебен филм кој што се наплаќа, непосредно, да мораш со картица онлайн да го платиш и те мами со многу добри осмислени психолошки реклами за да сакаш да го погледнеш. Гледате, порано ние го немавме тој момент да сега гледаме телевизија и ни се отвори некоја реклама за некој филм, па ние да го купиме преку телевизор. Значи сега се нудат многу полесни можности да се манипулира човекот онлайн, за да може картицата му е до него, за да може одма да си ги даде парите. Од друга страна, се нудат реклами од краткометражни делови, од серии. Сега стана актуелно, тоа е, ќе го споменам, Netflix, значи тоа е светска империја, која што прави милиарди, каде што луѓето ги буквално намами со една многу добра професионалност, од режија, од боја, до облеки, до некои интересни филмови и серии, па и документарци, кои што човекот го намамуваат се повеќе да ги гледа. И ајде пред да се надоврзам на таа тема да докажам само за овој програм, каде што мали делови од една и пол минута, 2 серија ти дава во најинтересниот момент, каде што серијата буквално те намамува, едноставно те привлекува да ја погледнеш и ќе го погледнеш тој мал дел од 2 минутки и после ти се гаси и ти вели за да го продолжиш гледањето, ти мораш да си платиш. И повторно ти нуди онлайн. Што значи човекот, поготово ако гледа, да речеме половина час, или гледа 15 минути, или гледа саат време, и потоа му се прекине, тој веќе е влезен во
психолошка манипулација која што најверојатно ќе си ги даде парите. Можеби тука не е толку актуелно во Македонија тоа, меѓутоа верувајте во светот тоа функционира како буквално како Кока-кола, продажба на Кока-кола. Значи, меѓутоа не сме ништо подалеку. Нештата доаѓаат и кај нас се доближуваат и човекот треба да биде свесен дека ако влезе во таа енергија, бидејќи тоа е енергија на зло, кога ти влегуваш да ја гледаш долго време и да се навлечеш во тоа, не сакајки или сакајки, ти се движиш кон една енергија која што ти ја презема душата и умот и веќе владее преку тебе. Значи да си ги дадеш парите, да се изгориш, да си го поминеш времето цел ден во празнина, буквално во некоја серија. Јас сум имала такви искуства и знам што значи да се навлечеш на серија. Имав на времето имаше една серија која што толку беше, тоест не една, неколку, толку беа интересни што ги имаше пристап програмите, современите телевизиски програми сега што нудат. Нудат буквално сите серии, сите епизоди од серијата да ти бидат достапни. И ти затоа се влечеш, затоа многу луѓе стануваат зависници, кои ќе речат, има и мемиња, оние интересни некои видеа ги прават, као, па добро, вели кога успеа да ја изгледаш цела серија и овој демек чисти, прави готви, прави домашни активности, оди на работа и со лаптопот у рака и наводно работава цело време сум пред лаптоп или пред телевизор и гледам серии епизода за епизода. Тоа е проблема. Тоа е целата суштина која што психологијата ја има во оваа филмска индустрија. Ама луѓето не се свесни дека во таа позадина седи и духовна позадина, односно поле на екзистирање кое што владаат најчесто демонски сили. Сега, не знам колку кај вас воопшто имаат луѓето свесност дека од секогаш постоело доброто и злото и од секогаш постоеле ангелите и демоните. И луѓето треба да разберат дека кога ја восприемаат таа содржина, едукација, филм, сцена, драмска приказна, значи и во театарот исто, било што и да е. Ако човекот, групата, индивидуата, сценариото, режисерот не се дел од таа чиста енергија, автоматски ние кога ги гледаме, нашата енергија, нашата душа и духот се движи кон тоа црно зло, односно енергија која што владее преку душите на тие луѓе кои што се дел од таа приказна.